Добар ден, почитувани. Ние започнуваме со програмата Радио што се гледа и денеска гостин во студиото разговараме на актуелни теми што се однесува на земјоделството и секако што се однесува до она како можат земјоделците да се заштитат, да ги заштитат своите посеви и насади од она што во моментов го имаме како проблем во Пелагонија и би рекла пошироко во цела Македонија. Секоја земјоделска сезона има своја приказна, а оваа приказна се чини слична на онаа што ни се случуваше пред 10, можеби 12 години, кога се соочувавме со поплави, но она што земјоделците треба да го знаат е како да се заштитат од последиците од овие временски непогоди и што може да се преземе во поглед на превентивно делување за заштита на посевите и насадите, но во секој случај и што треба да се преземе како агротехнички мерки во ЕК-на расадопроизводство, односно веќе тутунарите и градинарите започнаа со подготовка на расадопроизводството, подготовка на површините се разбира. Гостинка во нашето студио е нашиот партнер кога станува збор со земјоделците, тоа е Ели Ристеска од земјоделската аптека Италија. Ќе разговараме на овие теми и секако секогаш од Ристеска имаме стручни анализи и стручни совети за тоа што треба земјоделците да преземат во овој период и секако да имаат на ум за периодот што следи, а тоа е веќе земјоделската сезона која што во моментов е на старт. Добре ни дојдели. Благодарам на поканата, благодарам на убавите зборови, на довербата. Поздрав до земјоделците кои навистина имаат доверба во мене. И навистина сум му благодарна, но сите беа, мислам, сите сум ги спочитувала благонавремено и транспарентно сум му давала совети. Тоа е несомневно, бидејќи имаме позитивни информации од земјоделците дека довербата стекната во земјоделската аптека в Италија е трајна и затоа продолжуваме со овие стручни совети. Она што би сакала на почетокот да го напоменам е, рековме дека состојбата во Македонија, особено во Пелагонија, помалку не би рекла критична, но во секој случај треба да се преземат одредени мерки за соочување со она што поплавите го оставија како последица и тоа на одредени локации во регионот на Пелагонија, би рекла и во Прилепско на одредени локации, особено кога станува збор за есенските посеви, каква е состојбата со есенските посеви, со воштарниците и со лозјата и што е она што може да се преземе во овој момент. Со оглед на временските услови, како што гледаме, секоја година е своја приказна за себе, па негде од 2022 година се сменети условите, односно надминати се температурите како би требало да бидат нормални, но за 1,4, 1,5 надминуваат од нормалата. Оваа година се смета дека и таа ќе биде забележана во историјата, така да минатата година беше трета поред во историјата со високи температури и суша. Оваа година можеби ќе биде благо пониска од минатата година, но четврта година поред се смета за високи температури и суша 2024. Па нешто ќе биде слична на 2024, иначе надминување на амплитудата на температурите според научни факти се очекува до 2028 да не следи суша и временски непогоди, стресни ситуации и за луѓето, но и за културите. Затоа треба да се заштитиме благонавремено и секоја година треба да ги следиме временските услови, спрема временските услови, така да оди и заштитата. Имаме ние нови програми секоја година според временските услови и благонавремено да се заштитиме, односно да имаме јака контрола врз земјоделието, ради тоа што ако ја изгубиме контролата, ништо нема да имаме принос, нема резултати, затоа спречи не го лечи и се надевам дека и оваа година
че има задоволни земјоделци од самите препораки, совети, но и терапија програми која што јас исклучиво ја правам, и секоја година е новитет според временските услови. Така. Она што би сакала да го кажам е да одиме чекор по чекор во однос на објаснувањето. Рековме дека годинава е вишок вода во почвата, во комбинација со високи температури. Кои се тие последици што може да се предизвикаат во почвата, во поглед на тоа како ќе се развиваат микроорганизмите, дали има доволно кислород во почвата за да може почвата да добива доволно заштита или развој за да може растението потоа да се развива. Што треба да се преземе во овој момент кога знаеме дека на многу од земјоделските парцели не може нити да се стапне бидејќи има вишок на вода. Што е прво што земјоделците треба да го направат за да се заштитат, еве да речеме кај есенските посеви? Кај есенските посеви навистина ова ќе му наштети доколку правилно не се заштити. После дождовите следува стабилизација на временските услови, но самата влага во почвата предизвикува активирање на габични инфекции. Значи, кога ќе се створат услови за да може да се истретира самата култура, моја препорака е заштита од габични инфекции, може да доведе до степен да нема род доволно принос и не можеме ние да се бориме со временските услови, туку треба да ги следиме и благовремено со правилна заштита да ги истретираме. Што би биле твоите првични генерални препораки? Кои препарати би можеле во моментов да ги користат поледелците кои што имаат есенски посеви? Дали имате на располагање како земјоделска аптека за да направите програма за секој земјоделец индивидуално се разбира што е она што во моментов може да се користи? Да, може да се користат препарати врз база на бакар оксилохлорид, бакар хидрооксид, пастата кафаро, имаме и доста новитети кои што можат да се внесат во програмата. Секоја нива е приказна за себе и тука играат улога значи самата мислам дали е во котлина, дали височина, дали е pH вредност, каква почва станува збор, дали е глинеста почва, значи сиромашна почва или е добра, значи почва, значи хумусна почва. Тоа е многу битен показател за да може да се направи програма. Ова не е препарат рицинус, па ајде тераме значи со еден препарат се, туку тоа што му недостасува мора да се заштити. Навистина габата се активира на влага и јас мислам дека според овие временски услови па 80% ќе има влага, ќе дојде до скапување на самата култура. Тоа е тоа, ние не можеме да ги испречиме временските услови, но може да се заштитиме. Тоа е што се однесува до есенските посеви, култура која што е веќе присутна на земјоделските парцели. Земјоделците се подготвуваат и за пролетната сејдба, но исто така има доста и лозија, доста и овоштарници во регионот на Прилеп и во Битола, што во моментов во овие гранки може да се преземе од страна на заштита. Лозарите мора значи да почнат веќе со заштита на своите лозни насади. Моја прва препорака е обавезно врз база на бакар и после тоа следува на секој 21 ден нормално третирање. Во зависност што сака самата култура, али 6 до 7 пати обавезно да се истретираат лозијата, ако сакаат квалитет и добар принос и навистина да го добијат она заслуженото за тоа што се трудат да го постигнат и да имаат добар род и да му биде добро платено.
Зошто бакарот е многу важен во превенцијата? Бакарот е многу важен, не секој бакар. Значи да се разбериме, не секој бакар. Ради тоа што сега има доста добра технологија, например пастата кафаро, зашто јас би го одвоила од сите, ради тоа што тој е бакар, имаме бакар хидроксид од него и бакар оксилохлорид, значи застапено ОХ групата и застапено кислородна поддршка. Тоа е во тројна врска, односно триамизин, значи бакарот е врзан во тројна врска и е прочистен, може да се меша со се и е единствен бакар што спречува црнилка, рак рани и доста специфични болести кај сите видови на култури. Тоа е препаратите кои што во моментов ги препорачувате за да може да ги користат земјоделци. Имам и нешто ново, манамид, исто така и Синстар, односно азотострибин и манамид тие циафазонид. Значи, да, едното е контактно, другото е системично, ова е новитет, што може да се примени кај расадот и исто по потреба, доколку има потреба, ќе се стави и башка од азотострубин, може да се стави и врз база на бакар или зависно за што има потреба. Но едно да напоменам, во овие доста големи количини на врнежи. Доста, значи, до шпанна баш пред сеидба на расадо, на семето. Обавезно да се истретира со зиолит и то не секаков зиолит, туку криоптиналит. Зошто е битно криоптиналитот и зошто се разликува од другите видови зеолитот и не секој зеолит делува исто. Криоптиналитот е имаме ние на 1000 видови зеолит. Тој е добиен како лигнит од вулканските карпи, значи мислам од местото околу вулканите. И е најделотворен, значи прво доведува до брза катионска размена, односно сите микроорганизми ги разработува и сите хранливи материи што се во почвата, што му ги ставаме и што ги има во хумусот, подобро се разменуваат и доведува подобро примање преку кореновиот систем, од кореновиот систем, преку ксилемот и флоемот, значи си оди до листовите, а со тоа се добива добра гутација, транспирација, односно стомите добро се отвораат и автоматски фотосинтезата, што ни е најпотребна за една култура, односно хлорофилната маса си ја добива по природен пат. Значи да повториме уште еднаш, зеолитот е добар за почвата, за да им помогне на микроорганизмите и да имаме поплодна почва која што може да ни даде добар род и тоа е добро да се користи во овој момент сега и за време на развивање на расадопроизводството, бидејќи е практично помош, но и превентива. Да. Помош и превентива и заради тоа јас направив смена. Ова е новитет. Сега моментално кај разатите. Азотостробинот, односно Синмак. Значи тоа е единствен препарат кој спречува од, ја продолжува и фотосинтезата. Спречува, го зајакнува имунитетот, спречува раџа. Појчето е пепелничар. Не дозволува гавични инфекции. Манамид, односно циаазотофибин, односно ова спречува од полегнување на расадот. И заедно во комбинација сето спречуваат и од полегнување и од пламеница, но многу е битно што спречуваат да не дозволи скапување, односно влагата да
да земи сила, влагата не зема сила, односно гавичната инфекција. Доколку има проблем, зависи значи што габа има во самата почва и колку почвата значи е хумусна, но и заразена. Пошто ако станува збор за црнилка, ако станува збор за рак рани, тоа треба да ја сведиме во хронична болест и самата култура да се земи залет. Тоа ќе ни помогне специјално значи со посебна терапија. Тука значи ќе го вклучиме пастата кафаро, ќе го вклучиме или друг препарат значи што е врз база на бакар и автоматски ние сме завршиле приказната, мислам она што посакуваниот дел, односно болеста ја сведуваме во хронична инфекција, значи не и даваме замав, пак си обстојува во почвата, но нема залет. Залет има самата култура, има болести на чисто во почвата, што ја менуваат цел генетски состав во почвата. И почвата е жива материја. Чим има микроорганизми живи потребни, кои што треба да го разработат површинскиот слој и зависи, значи тоа си е друга приказна, но ние ги заштитуваме тие потребни микроорганизми и автоматски не дозволуваме напад на културата и даваме имунитет на културата. Така. Кога може зеолитот да се употребува? Еве во време на старт на раслото производство, бидејќи се подготвуваат површините за расади за тутун и за пиперка, што е она што може да се препорача за користење на зеолитот и на останатите препарати, бидејќи рековме дека ги има многу, кога е најдобро време да се користи? И во кој период? Време е од почеток на вегетација до почеток на берба. Единствено зеолитот се става, значи делува во почвата, најдобро делува во почвата. Реално да се изборниме, но делува и со во вода растворен, значи фолиарно. Доколку го ставиме во сува материја на самиот лист, не дека пречи, но може да дојде загушување само од една причина, што тој се стврнува, се прави како камен и автоматски го засенува листот, не дозволува фотосинтезата да се обави како што треба, автоматски тој не делува тогаш. Делува само преку почвата или во растворен во вода преку лист. Да не дозволиме значи да се налепи на листот, туку да го прими листот како што треба и да си делува баш онака како што треба и единствено зеолитот спречува од суша. Така, и дали може, тоа е дополнително прашање, на кој начин спречува од суша, но дали може да се користи зеолитот со останатите препарати во комбинација? Да, зеолитот уште е подобар со останатите препарати ради тоа што НК12 ни е познат. Тобако серот исто ни е познат. Тие се мои новитети, мислам веќе трета година ги работам и стварно се добар принос. Со помош на зеолитот прави подобра, мислам, она брза катионска размена. Значи, сите потребни макро и микроелементи што ги ставаме во почвата, си ги зема културата побрзо и единствено зеолитот обезбедува вода околу кореновиот систем, значи во услови на суша. Не дозволува да дехидрира самата култура. Тоа е, значи, она предноста од другите препарати. Тобако серот, за разлика од другите препарати, може да се користи не само како органско фолиарно џубриво, туку замена е и за основно џубриво. Иначе може да се користи од почеток на вегетација до берба. Значи, наместо основно џубриво може слободно да се става од тобако серо и стварно, значи, подобро ќе делува. Од и ние со овие сушни услови стварно не знаеме на што сме, пошто ако ставиме основно џубриво, не е гаранција дека тоа доволно ќе го прими самата култура ќе ја прими, ради тоа што имаме доста разлики во амплитудите, имаме временски непогоди и не дај Боже ако фати суша поголема од минатата година, така се предвидува, значи со повисоки температури, затоа треба, значи,
благовремено да се заштитиме, затоа јас благовремено и транспарентно, значи ги давам овие совети, за стварно за да добиеме, значи, подобар принос и самиот земјоделец да има за што да работи, да биде задоволен од својата работа и да му биде платена. Со оглед на ситуацијата, сега што се случува во светот, навистина треба да обрнеме внимание кон земјоделието, ради тоа што можем да дојде до степен да изумриме од глад. Значи, да немаме увоз. Да немаме извоз. Значи треба да не гледаме, значи, настрана што се случува, треба да се обрнеме на себе си. Треба поиќе да се стремиме кон земјоделие, кон обработка, за да имаме доволно залихи, за да можеме овие тешки години да ги поминеме мирно. Тоа никој не знаеме, значи, што може да биде и како може да биде, но ние сме толку богата земја, односно со богато поднебие, и стварно можеме да си произведиме за самите себе и да преживееме. Рековме дека на стартот од расадо производството веќе се подготвуваат површините. Според тебе, стручно мислење, дали е ова навистина оптимален период за да се подготвуваат расади, бидејќи според некои, значи, според некои не е време, многу е рано. Некои велат да климатските промени ги придвижија тие периоди кога се стартот на земјоделските работи. Кој е твојот став? Мојот став се знае. 15 март. Значи 15 март. Пред 15 март мислам дека е рано, ради тоа што имаше доста врнежи, а и стварно е рано. Ради тоа што 60 дена е периодот, значи, вегетацијата од посевот до расадување. Ние не можеме, значи, тоа да го стесниме или да го прошириме. Значи, се знае расад правилно како се употребува, мислам како се одгледува и најдобро е од 15 март и негде средината на мај до крајот на мај да биде расадувањето. Во однос на твоите препораки, слушнавме доста добри совети. Јас верувам дека земјоделците, со оглед на тоа што има довербата во земјоделската аптека, во тебе како стручњак кој што ги знае, работите во однос на превентива и заштита, кои препарати и за органско производство. Говоревме претходно, она што би сакала да го напоменам е следно. Земјоделската аптека в Италија е позната по тоа што прави индивидуални програми за земјоделците, но исто така имате и широк диапазон од производи кои што ги нудите во соработка со одредени добавувачи од земјата и од странство. Имате на располагање и разни овошки кои што во моментов е период на расадување. Што е она што го имате и од расад за цвеќе и од овошки? Значи, овошки ние добиваме од Институт за лозарство и овоштарство Чачак. Исклучиво, значи, српски, испитани, не се, значи, домашно производство од овоштарници. И стварно, 98% до сега сите што имаат земено, никнуваат. Скромни сме во цената, добиваат и стручни совети како да го насадат, како да го одгледаат. Имаме широк асортиман, значи од цреши, круши, јаболка, значи буквално од овоштарство се. Дори и нови сорти кои што ги нема кај нас. Да, нови сорти, стубести, холандски се тие, да, и со Холандија соработуваме. Самиот земјоделец, мислам кој што е заинтересиран, слободно нека ја посети земјоделска аптека в Италија на лице место, ќе се види, значи, што има и што му треба спрема неговите потреби. Да напоменеме уште еднаш, земјоделската аптека в Италија се наоѓа во близина на старата автобуска станица или позади катната гаража која што е во непосредна близина, со децениско присуство на пазарот и, како што рековме, она што најмногу вреди според мене се стручните совети кои што се даваат до земјоделците дури и бесплатно, заради тоа што битно е да се има довербата со земјоделците, да се соработува, се со цел да можеме да имаме добри приходи и да се заштитиме како македонски земјоделци, бидејќи рековме,
Секоја сезона е нова приказна, а се соочуваме со климатски промени, но уште повеќе пак она што се случува во моментов во светов, треба да се бориме повеќе да се заштитиме за да си произведеме храна за да можеме да обстанеме. Точно така, но едноче напоменам дека довербата тешко се гради, но многу лесно се губи и јас затоа сум задоволна ради тоа што и јас се трудам и навистина се од себе давам ради тоа што со љубов, со голема љубов си ја работам работата. Тоа е несомнено. Ти благодариме за советите. Благодарам. И од име на земјоделците кои што во моментов не следат, но за сите информации ние и ќе објавиме дел од разговорот и со одредени прашања кои што се однесуваат за овој период со препораки и на нашиот портал radiopela.mk, така што сите оние кои што се заинтересирани може да ја посетат земјоделската аптека и да прочитаат на порталот radiopela.mk. Благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Radio